Веслачкиот клуб Југ од Охрид е еден од најстарите спортски клубови, не само во градот, туку и во државата. Преку укажувањето на некогашниот веслач и сегашен тренер на клубот, Климе Матиловски, ќе дознаете повеќе за формирањето на клубот во далечната 1932 година и кои биле луѓето кои што, или веслачите и веслачките, кои што во годините наназад и денес го прославуваат името на клубот Југ. Ве поканувам да останете во следните минути во печат. Во минатото на Охридското езеро се одржувале надпревари во веслање со чунови и кајчиња, а не било чудно да има надпревари дури и во корита. Надпреварите со чунови се одржувале од Горица до Охрид, од Канио до Охрид или пак од Трпејца до Пештани. На чуновите веслале по тројца веслачи, а еден држал правец наречен Димен. Вистинските основи на веслањето во Охрид како спорт се поставени во јуни 1932 година на иницијатива од група охриѓани ентузијасти и управата од веслачкиот клуб БСК од Белград е формиран првиот веслачки клуб Југ. Чинот на основање на клубот бил импозантен и пропратен со свеченост. На кумувањето на спортските кајчиња била присутна и принцеза од кралското семејство, а секое пуштање на кајчињата во вода биле пропратени со топовски плотун. Клубските простории на почетокот се наоѓале во подрумските простории во куќата на Александар Голубовски на Трсија во близина на сегашниот хотел Палас. Денес Југ е најстариот активен спортски клуб во Охрид, напоменува сегашниот председател на клубот Климе Матиловски, поранешен веслач, а денес председател и тренер на веслачкиот клуб Југ. Тој потсетува на историските моменти кога белградскиот клуб БСК на почетокот на летото 32 го формира Охридскиот веслачки клуб. Дошле овде, донесле 4 кајчина, еден двоец јола, 2 четверци јола и еден скиф клинкер. И то била голема среќеност при формирање на клубот. Овде на пристаниште на площадон била направена една трибина на која што биле сите вака видни луѓе, видни личности, чак дојден и оттаму од Белград и принцеза една од кралството, која што секое кајче го кумувала на секое кајче и како што се пуштало кајчето, така и одекнувал и плотун од топ. Така да то било многу народ се собрало и била една голема свеченост при формирањето на тој клуб. И нормално, за да се активира подобро, се одржало едно такмичење меѓусебно со наши веслачи и веслачи од БСК од Белград. Така то било фантастично, то било славле, то било празник при формирањето на клубот и понатака нормално клубот работел, се зашленувале луѓе и карактеристично е што во тој период имало 200 пријавени веслачи да веслаат. Во тој период имало секојаш многу голем број на членови, за разлика од сега, кај што бројот на членови нормално се намалви, а веројатно тоа е одраст и на повеќето спортови кои што има во градот и учествуваат. Клубот Југ на почетокот од формирањето имал и своја управа. На челните позиции биле голем број врвни веслачи, раскажува Матиловски. Во историјата е запишено дека првиот председател на клубот бил Стојан Аврамовиќ, председател на судот во Охрид, а членови во управниот одбор
од Охрид биле Благо Војдан и Славе Арсеновски Чајчето. Нормално имало и секретар, тој бил некој поштенски работник, се не можем да му се сетам на името, и така била формирана и голема управа, која што раководела со клубот. А после тоа, мислам, се ределе многу управи, па после тоа дошол председател Ламби Константиновски, па после него Јово Трпеновски, па Јово Петан, па Николина Котушева и сега јас, Климе Матиловски. На почетокот младите патриархални охриѓанки срамежливо се вклучувале во клубот. Во 30-тите години од минатиот век Јорданка Филипчева била првата девојка која веслала за југ. Нејзиниот пример подоцна го следат и Невенка Патчева, Павлина Попстефанија, Климентина Спирова и Филипина Филипчева. Подоцна бројот на веслачките бил се поголем. За добро чудо во клубов секој пат имало доста женски. Сите биле заинтересирани, сите сакале да веслет, ги имало доста низ годините, секој пат во секој период на веслање имало и женски екипи, кои што имале и доста добри успеси. Женска екипа, например, која што го освои првото место во двоец во поранешна Југославија, Билјана Ѓајкова и како се викаше Рилковска, тие освоја прво место во Југославија во дисциплината двоец, без кормилар. Така да тоа е карактеристика дека и женскиот зачкрото веслање било развиено, исто така еден четверец во јајце женски освои прво место во Југославија. Една од нив била Јорданка Филипчева, имало и други, сега не можем да ги запамтам, да се доста плеада се, и нормално тие биле тие што ги потикнале и другите жени да бидат членови на клубот и да веслет. И то било веслање со задоволство, што се вели. На почетокот клубот Југ почнал да работи со опрема од 4 спортски кајчиња, раскажува Матиловски. На почетоците на клубот, кажав, првите кајчина се 2 јоли четверци, една јола двоец и еден скиф клинкер. И после тоа, 38 година, поново доаѓаат кајчина и доаѓаат 2 четверци клинкер сега, подобри од тие јолите, доаѓа уште еден скиф и то било во тој момент опремата која што го имал клубот. И нормално во секое време нема доволно опрема, а нарочно во тоа време кога имало поиќе членови. Веројатно можда и ради тоа што веслачиот клуб бил скоро единствен што се вели во градов и нормално сите веројатно гравитирале према клубот. Али биле стрпливи, секој си го чекал редот да дојде, да влези, да извесла и да биде задоволен. Луѓето во тоа време знаеле да се забавуваат и на регатите масовно присуствувале граѓани. Према кажувањето на старите, бидејќи јас не знам од тој период, имало доста посетители, на граѓаните им било задоволство да доаѓаат на тие регати, такмичења, да ги гледат надпреварувачите, зашто нормално голем број нивни луѓе учествувале во тоа и нормално да ги бодрат. Во
1933 година во соседна Струга бил формиран веслачкиот клуб Црн Дрим, па двата клубови од соседните градови одржувале често ривалски надпревари. Ривалството дава успех, бидејќи секој веслач кој што весла желење да се докаже негде, да се такмичи и да докаже она што го научил и дали може да биде успешен, да победи и така. А победата е императив за секого, нормално, затоа и весла, затоа и тренира. Денес веслачкиот клуб Јук е сместен во сопствени простори, а Матиловски е тренер кој несебично ја продолжува 80-дениската веслачка традиција. Тој се посветил на овој спорт и несебично ја пренесува големата љубов кон веслањето на помладите. Раскажува како го засакал белиот спорт. Љубовта према веслањето ми е од негде 7 години, бидејќи јас живеев во овој дел. На Јано беше нашиот центар на играње на тоа и сите бевме во клубот. И од тога почнавме да се интересираме за веслањето. Почетокот не влеговме во овакви кајчиња, него имаше едни други помали, ние децата нив ги користевме. И прв пат една екипа, четверец за сениори, Ацо Масин, Филипче, Нестор, Славе Филе, ме зедоа од Мостево, овде ме зедоа на карма. Дојди да ни кармиш, веројатно тој кормилорот во тоа време нивниот не бил тука, и ме кладоа на карма да му кармам. А тие бе доста јака екипа, бе. И така во мене се роди желбата за веслање, односно секој ден бевме овде и бев, што се вели, спијавме во хангарот. Покрај сеќавањето за првите почетоци, Матиловски се присетува и на веслачите, на кои веслањето им останало длабоко во срцето. Има доста што останале приврзани на веслањето. Сите што влегле овдека, во хангаров, во веслањето, поголемиот дел останал приврзан на веслањето. Другите, бидејќи животот ги тера со работи, одење во други градови, 360 некои проблеми и нормално не може сите да биде пак заинтересирани толку за веслањето и да биде членови на клубот. Али оние што исто така му останало во срцето веслањето, како Здравко Тупере, Драги Раоник, покојниот Сашо Мише, Јово Трпеновски, Ламби Константиновски, и да не бројам Јове Петановски, и да не бројам многу, зашто не сакам да бројам луѓе, бидејќи некој ќе ми се налјути, бидејќи не сум го спомнал. Страста кон езерото и совладувањето на сината Шир биле пресудни да го изберат како свој омилен спорт, веслањето, раскажува Матиловски. Желба за веслање, желба да се влезе во езерото, желба да се надпреварува, желба да се постигне успех. Сите тие работи ги натера сите тие луѓе веслачи да биде членови на овој клуб. А немаше човек во градов, и ден денеска се сретни со некој што не го познаваш, ќе рече јас веслав во овој период, јас бев веслач, дали една година, повеќе години, 5 години, дали имал успеси, немал успеси, главно поминал низ веслачкиот клуб Јук. И од таа плејада на луѓе што поминале овдека, излегле многу врвни стопанственици, интелектуалци и многу инженери, лекари, политичари, така да овој клуб бил и расадник
на доста професии, на доста работи кои што денеска луѓето се занимаваат. Во 50-тите години младите охриѓани се восхитувале на искусните охридски веслачи. Во тоа време најдобар скифист беше Славо Дудан, се присетува Матиловски. Прво се восхитував на Славо Дудан. Славо Дудан беше прво голем веслач, скифиста, првак на Југославија, беше на синдикалното првенство на Југославија во скиф. Го победи Петровечки, најпознатиот скифиста на тогашна Југославија. Па Бранко Рилко беше, овие сите што и насменав, овој четверец што ме кладува на карма, и Ристе Филе, Владо Филе и ред други луѓе. Најпојќе на Славо Дудан, бидејќи тој беше еден од најаките веслачи, не само што беше веслач, него тој беше и тренер. И тренер, и све беше фактички. И мајстор беше, ги поправеше и кајчината и се грижеше за све, мислам. Така да, тој е една од легендите на веслањето во градов. И подолго време беше тука, ама после, ето така, времината се менуваа, што реков, секој друг се занимаваше со некои други работи и така потро, веројатно не му згасна исто желбата и волјата за веслањето, за убавините на веслањето, али животот се го направи свој, секој иде по некои други нови патеки. Исто така му се дивев на еден четверец, тогашен во тоа време, млади јуниори беа, то се Здравко Тупаре, Сашо Мише, Јово Трпеновски и Михаил Трајчевски. Имаше и ред други, мислам. Али овие со нив и подолго време ќе остана во клубов и со нив подолго време работав. На почетоците од веслачката кариера, тајните на веслањето, Матиловски имал среќа да ги учи од најдобриот охридски скифист. Мојот прв тренер беше ево вака Славо Дудан, па се на овие сиве други постари веслачи ги пренесоа знаењата на нас помладите. Зашто тренери стануваа веслачи кои што долго време поминале низ клубот. Бидејќи во тоа време немаше негде каде би завршиле некоја школа за тренер за веслање. Дури и денеска, ако имаме факултет за физичка култура, немат секција каде што би можело да излезат веслачки тренери. Значи, секој пат веслачките тренери излегувале од постарите веслачи и со семинари негде надвор од Македонија, во Белград, во негде кај што се одржавале курсеви. Чак донесовме ние едно време Старчеви се викаше од Белград, еден тренер, да одржи овде курс за формирање на млади тренери. Тога, од тука излегоја Никола Рилковски, Ристе Бакал излезе, Наум Каневче излезе, тие излегоја од тој семинар како тренери, кои понатака наставија да работат во клубот со помладите генерации. Матиловски раскажува дека веслачкиот клуб Југ и во поранешната држава и денес остварува значајни резултати. Поедини веслачи многу се истаквеле,
ето кажа Слава Дудан, морам да ја кажам овие луѓе, бидејќи тие се фактички носители и освајачи на Слава Дудан, првак на Југославија. Браќата Пере и Симон Ѓурчеви, прваци на Југославија. Нарочно Симон во Скиф, првак на Југославија. Покојната Јулијана Николич Ивановска имаше големи успеси, првак на Југославија, член на репрезентацијата на Југославија, учествуваше на балкански шампионати на таму. И тие двајца, Јуле и Симон Ѓурче, 2000 година, кога милениум се менуваја, ги прогласивме за спортисти на милениумот, во веслајнево, мислам, бидејќи ето постигнале најголеми резултати. После тоа се доаѓа и други веслачи. Учествувавме на многу регати, меѓународни, во Пловдив, во Белград, во Загреб, во Сегедин, во Костур, Истанбул. И секаде со тие веслачи се враќавме со освоени медали. Дали прво, второ, трето, и така да постигнувавме добри резултати. И постигнуваме се уште, и ако не остае да весламе, ќе постигнуваме уште поголеми, иако во услови на немање на финансиски средства. Да ви кажам право, дејнево сега, што беше во Романија, со самофинансирање на веслачите. Кај го има тоа нешто? Да не можеме да добијаме средства до име, него самите веслачи да платят, за да се докажат, бидејќи се желбни да се докажат во веслањето, да го кажат она што го научиле, да кажат она дека и тие се веслачи кои што може да победат. Кажува и кој е клучот за таквиот успех. Клучот за успех на еден веслач е да прво да биде дисциплиниран, да има голема волја за веслање, да не се предава во почеток кој ќе влези во кајче, па тешко е, па си одвам, и нормално да тренира многу долго, многу километри, зашто ако немаш тренирано и немаш кондиција, не можеш да имаш ни успеси. Што го загрижува сегашниот председател и тренер на веслачкиот клуб Југ е голготата која ја доживува најстариот спортски клуб и прашањето дали клубот ќе опстане. Точно сме во борба, со судски одлуки му е додулена на Дебрско-Кичевската епархија и со извршители дојдоа да ни селат, а Кајчинава ни ги блокираја, бидејќи доверителот побарува средства за направените нивни судски трошкови и адвокати, и дојдоа, ни ги блокираа Кајчинава, за ако не се исплати долгот, да ги продадат и да се исплати долгот. Ако тоа се деси, ако Кајчината се продадат, тога е крај на веслајнето. Нема повеќе веслајне. Зашто еден клуб не може да обстанува со што ќе работи. Основни средства се Кајчината и веслата, така да без нив не може да се работи. Али ние, ево, покушаваме да се избориме, ми се чини ќе преовлада разумот, што се вели. Овај клуб кој што е формиран уште 32 година, сега плајт 83 години, уопште да не згасни. Затоа се бориме заедно и заслужение, и можам да речам Господ да му дај здравје на адвокатот Мујовски и неговите таму во адвокатската канцеларија, бидејќи се нафатија сета процедура, сета работа да ја водат без пари, зашто ако тие наплатуваја,
ние не ќе можевме ништо да направиме. Тие динар не ме земено и не сакат да земет. Прв пат кога дошле кајчината, во тој период хангарот бил во приватна куќа на Голабовски. Трсија овде што го викаме, до сегашниот хотел Палас. Тука биле сместени кајчината во неговите подруми таму. После тоа дошол хангарот овдека, во училиштето Свети Наум. А тоа училиште било меѓу куќава на Зарчевци и овдека старата општина, односно сега овдека кај што е до границата на хангарот. Тоа било основно училиште Свети Наум, а кајчината биле сместени тука. И за отварање на улицава требало да се урнит училиштето, ова Коста Абраш е сега, не постоела така улица, него тога е урнет училиштето и отворена улицата. И тога е добијан овај простор овдека и е изграден овај хангар, самите веслачи го имат изградено, со своји средства и со своја работна сила. Сите како еден работеле за да се изгради хангаров. И од тога, од 1946 година, хангарот е сместен овдека на ова место. И нормално тој хангар доживувал и реконструкции. 2-3 реконструкции досега се направени на хангарот, а последната е направена пред 5 години со помош на спонзор Наум Јовановски. Целата борба и тоа што ме држи овде бас се тие млади деца. Што имат желба да весле до нагве да се надпреваруваат. Ги има доста, сада не ги бројам децата, али ќе кажам едно вака од поуспешните. Петар Павловски, Никола Петревски, Ристе Малезан Радичевски, Анастазија Димовска, не Анастазија, него Анастазија Паскалија таја, Изабела Димовска и ред други, сада не ги бројам, али овие се тие што беа и последниот пат и репрезентативци во овие тешки услови. Успеавме и дојме на Балкански шампионат во Романија, во Јаши. И мислам, не зедоа медали, али беа близу до сите таму, што се вели. И заради нив ме држи нешто да работам, да се борам, за да опстани овај клуб, да опстани овај хангар, за да можеме понатака, ето и други, бидејќи секој пат се уват и други млади веслачи кои се сакат да веслат. Тренерот на веслачкиот клуб Југ Матиловски напоменува дека работи со младите веслачи волонтерски, без материјална надокнада. Тој жали што градот и државата немаат слух за финансиска поддршка на овој клуб. Матиловски кажува дека за прв пат на 2 август 2015 година не се одржала традиционалната илингденска веслачка регата. Додава дека и на меѓународниот веслачки надпревар 2015 во Јаши, Романија, охридските веслачи отпатувале на свој трошок, а го представуваат Охрид и Македонија. Матиловски сепак силно верува дека веслачкиот клуб Југ нема да згасне и ќе трае и во иднина.